Добро вечер, 20 часот време е за вториот дневник на Канал Плюс. На почетокот кратката најава. Актива се проширува, ќе гради нова фабрика за производство на делови за белгиската компанија Ван Хол, во која ќе бидат вработени нови 120 лица. Од утре започнува првиот уписен рок за запишување на студентите во академската 2016-2017 година на Универзитетот Гоце Делчев Штип, а ќе трае до петок 19 август. Од денес започнуваат богородичните пости, кои секоја година почнуваат на 14 август и траат до 28 август. По својата временска должина, тој е најкраткиот од 4 годишни пости и трае 15 дена. Штипската фабрика Актива се проширува. Ќе гради нова фабрика за производство на делови за белгиската компанија Ван Хол, во која ќе бидат вработени нови 120 лица. Фабриката Актива добила уште една линија за преработка на лим, која што досега Ван Хол ја увезувал од Белгија, така што тоа е можност за дополнително проширување и отворање нови работни места во Македонија. Штипска Актива, која за кратко време стана бренд во македонското стопанство преку изградба на капитални објекти во ТИР зоните во Скопје, но и во Штип, до постојната ќе гради нова фабрика за потребите на белгиската компанија Ван Хол. Сега нашиот капацитет кој што е некаде цирка во квадратура околу 9-10.000 квадрата со 120 до 140 вработени и произведуваме за потребите за нивни потреби некаде за 400 до 500 автобуса. За наредната година ние мораме нашиот капацитет да го дуплираме за да можеме да одговориме на нивните барања, така да веќе во фаза на подготовка сме и веќе септември месец ја најавуваме нашата нова фабрика, која што ќе биде некаде цирка околу 12.000 квадрати. Новиот капацитет ќе овозможи двојно поголемо производство, а ќе се инсталира и нова линија за анодизација и галванизација на алуминиумските лимови, кои се користат во процесот на производството на резервните делови за автобусите. Она што е посебно значајно се и новите вработувања. Благодарение на новите проширувања, значи можеме да најавиме и некаде нови вработувања од цирка 100 до 120 вработени кои што во текот до крајот на оваа година, наредната година ќе бидат реализирани за да можеме да комплетно го заокружиме и нашиот капацитет за да се одговори на ова барање што е од страна на белгиската компанија како наш стратешки партнер во овој момент. Во последните неколку години Штип, благодарение на флексибилноста на општинската администрација, како и на заложбите на градоначалникот Захариев за создавање на амбиент за привлекување на инвеститори, доживува вистински бум. Актива е типичен пример за виталноста и кондицијата на штипското стопанство, но и на македонската економија во целост. Кога креативниот дух, стручноста, компетентноста и способноста, но и фамилиарноста ќе крене во еден правец да се развива, тоа покажува какви гиганти и какви фабрики може да никнат во Штип и во Македонија. Актива е пример за тоа, но Актива е пример како со својот квалитет и квалитетно производство се наметна на европскиот пробилив пазар. Актива со својата развојна компонента во наредните години ќе намали невработеноста во нашиот град за 20%. Новата индустријска зона веќе заживува и овде ќе никнат нови фабрики, вели штипскиот градоначалник. Веднаш до Актива расте нов погон, тоа е компанијата Семак Фешн. Ние правиме нова индустријска зона од 350 хектари, каде ќе дадеме шанса на обиколницата, значи на патот за Радовши Струмица, да никнат нови фабрики под многу поволни услови. Интензивно се работи деталниот урбанички план, а се надевам дека наскоро сите оние кои се заинтересирани ќе може за по 1 евро по метар квадратен да си купат своја парцела. Штипска Актива е првата фабрика на овој простор која никна како резултат на плодната деловна соработка со белгиската компанија Ван Хол. Се очекува незиниот пример да го следат и други фирми. Од утре започнува првиот уписен рок за запишување на студентите во академската 2016-2017 година на Универзитетот Гоце Делчев Штип, а ќе трае до петок 19 август. Вториот уписен рок е на 25 и 26 август, а третиот на 5 и 6 септември. Од понеделник почнува првиот уписен рок за запишување на студенти во академската 2016-2017 година на Универзитетот Гоце Делчев Штип, а ќе трае до петок 19 август.
УГД со своите капацитети е подготвен да ги прими новите студенти од регионот и пошироко. Конкурсот што е прифатен од страна на владата на Република Македонија објавен во сите весници страна на Универзитетот Гоце во Штип, содржи околу 5000 студенти оваа година и тоа е бројка која е пака релативно комотна бројка во која може да го најдат својот интерес сите заинтересирани средношколци и мислам дека бројот на студентите е доволен за да ги артикулира сите потреби на сите студенти во овој дел на Република Македонија и пошироко од неа. Од странство бројките се секогаш лимитирани на 10% од вкупната квота на бројот на студентите и тие во минатите години беа во бројка некако околу 150 студенти. Се надеваме дека оваа година ќе биде таа бројка во тој број би се однесувала бројката. Не очекуваме поголема бројка од 150 студенти. Освен програмата за вајарство на Ликовната академија, оваа студиска година на останатите факултети ќе нема нови студиски програми. Новитетот оваа година е тоа што УГД има воведено нова електронска платформа, информираше на пресконференција ректорот Боев. Тоа е една модерна платформа која се применува многу универзитети, европски и светски универзитети. Таа е прилагодена за потребите на нашите студенти, кај студентите можат од било кој дел на Македонија, од било кое место да направат апликацијата и општо да не се појават у првиот налет, да кажеме, на универзитетот, него потоа при запишувањето да дојдат на универзитетот и да ги решат сите проблеми. Како и секоја година, така и ова. Новите студенти уписите можат да ги вршат во стариот ректорат во делот на правниот факултет, односно во Домот на културата Ацо Шопов во Штип, а исто така и во сите дисперзирани центри во рамки на УГД на сите факултети. Инаку, оние матуранти кои нема да се запишат на првиот уписен рок, можност за запишување ќе имаат на вториот уписен рок на 25 и 26 август, како и на третиот на 5 и 6 септември. Од денес започнуваат богородичните пости, кои секоја година почнуваат на 14 август и траат до 28 август. По својата временска должина, тоа е најкраткиот од 4 годишни пости и трае 15 дена. Од денес започнуваат богородичните пости, кои трајат 2 недели и се во чест на Успение на Пресвета Богородица, кој се слави на 28 август. Овие пости се по тежина исти со великденските. Значи типикот е од понеделник до петок без масло, сабота, недела масло, а риба се јаде само на преображение. Така установила црквата, така и треба да биде. Да споменеме дека покрај телесниот пост треба да обрнеме внимание и на духовниот пост, значи повеќе да внимаваме на нашите дела, на нашите помисли, да ги очистиме срцето и душата од лоши помисли, од лоши дела, за да можеме да го примеме Христа достојно преку светата причест. Свети Јован Златоуст рекол дека постот и молитвата се крила на душата кои ја носат во рајот. Секаде кај што е храмов празник посветен на Успение на Пресвета Богородица, како што е овде, но и сите храмови во нашата епархија. Ова е тоа еден поголемите богородични празници, ќе биде достојно, свечено обележен, колку што заслужува да се помолиме на Мајката Божја и да ја чествуваме. Продолжуваме со информациите кои одбележаа неделата зад нас. Штипската локална администрација заедно со вработените од јавните предпријатија ИСАР и Стипион се вклучи во санирањето на штетите во поплавените подрачја во Скопско. Заедно со вработените беа и граѓани кои се приклучија во оваа хуманитарна акција. Рано утринава 2 автобуси со вработени од Штипската локална администрација и од јавното предпријатие ИСАР заминаа во Скопје за да помогнат на загрозените од поплавените подрачја. Свести сме колку да речеме маки имаат луѓето во Скопскиот регион и затоа наша обврска е да максимално излеземе во пресвет, да им помогнеме на овој луѓе кога сега им е најтешко. Лично мислам дека тоа е најмалку што можеме ние да го направиме како општина. Ќе помагаме се дури има потреба. Вклучена е општинската администрација целосно, јавното предпријатие Стипион и ИСАР, имаме некаде околу 40 доброволци, а да не забораваме дека нашата противпожарна единица веќе неколку дена е во Скопје, значи неколку дена, и навистина се покажа на терен. Ние од општината денес се организиравме да отидеме во Скопје и да им помогнеме на луѓето, на настраданите од несреќата, да даеме наш допринос колку можеме толку. Дел од вработените во ИСАР веќе трет ден активно учествуваат во расчистувањето на последиците од невремето во неколку скопски населби. Денес конкретно ќе работиме во населба Стајковци, каде е најзафатена оваа населба, каде што има голем број проблеми, каде што голем број куќи се наоѓаат под вода.
ние ќе работиме максимално, ќе се трудиме да помогнеме на сите луѓе. Деновиве, ова е веќе трет ден, за овие 2 дена некаде изчистивме 13 куќи нашиот тим. Ќе продолжиме понатаму, на овие луѓе им е потребна стварно помош, ние стоиме секој пат за нив. Собраме се околу 200 души, општината, јавното предпријатие, па чак има и доброволци, гледам граѓани собират се масовно и запишуваат се по списоци. Планираме денеска добро да ја завршиме работа, да помогнеме на луѓето, бидејќи гледајќи го на телевизија, стварно е многу страшна работа. Штипската локална самоуправа ги направи сите подготовки за успешно спроведување на активностите согласно препораките од кризниот штаб во Скопје. Општина Штип е задолжена во селото Стајковци заедно со општина Прилеп. Значи веќе ЈП ИСАР неколку дена расчистува, но бидејќи штетите се големи и не може да се постигне сега да се исчисти, решивме и општина Штип, општинската администрација со кризниот штаб да учествува во расчистување на ова населено место. Треба да се одбележи дека се повеќе се зголемува и бројот на граѓани кои самоиницијативно се приклучуваат во групите за помош на настраданите во поплавените региони. Заедно со општината ИСАР ќе одиме во Скопје Синглич. Ќе работиме да помогнеме нешто за стварно е страшно што беше ово. Својата хуманост и солидарност штипјани ја искажуваат и со доброволни прилози кои секојдневно се донираат во холот на општинската зграда. Започна реконструкцијата на делот со тушеви во Бања Кежовица со околу 30.000 швајцарски франци за непол месец, колку што ќе траат градежните работи. Целосно ќе бидат обновени 15 тушеви, а на местото на старите каде ќе бидат поставени џакузи. Ова е последната фаза од реконструкцијата на овој бањски комплекс, со што целосно ќе се подобрат условите за користење. Штипското јавно предпријатие ИСАР со 30.000 швајцарски франци по повеќе од 3 децении ќе го реновира делот со тушеви во Бања Кежовица. Ова е последната фаза од реконструкција на овој банјски комплекс, со што целосно ќе се подобрат условите за користење. Започнуваме со реконструкција на електриката, реконструкцијата на водоводот, а Источнопланскиот регион веќе го привршува тендерот, ќе знаеме кој е изведувач на работите во бањата што ќе ги реконструира, ќе се излепат комплетно нови плочки, ќе се реновираат тушевите, комплетно ќе се реновираат двете џакузи, двете бањи овде ќе се претворат во џакузи, така да сите услови кои што треба да ги имаат граѓаните на градот и Република Македонија за банјски туризам, ќе ги имаат овде во нашата бања. За околу месец дена колку што ќе траат градежните работи ќе бидат обновени 15 тушеви, а на местото на старите кади ќе бидат поставени џакузи. Значи имаме 15 тушеви и 3 кади, односно кои што ќе бидат сменети во џакузи. Па цената може да има благ пораз после реконструкцијата. Поголемиот дел од финансиските средства за обнова на последниот нереконструиран дел ги обезбеди швајцарската агенција во соработка со Источен плански регион и општина Штип. Предходно јавното предпријатие ИСАР ги обнови машката и женската бања и просториите за целодневен престој со инвестиција во ПВЦ, столарија, поставување на ламинат и други елементи. Осем гости од Македонија, овој банјско-рекреативен комплекс го посетуваат и гости од повеќе европски земји. Општина Делчево објави оглас за вклучување во програмата Општинско корисна работа, преку која 9 невработени лица ќе добијат 6-месечен ангажман со скратено работно време и ќе добијат месечен надомест од 6.200 денари. 9 лица од Делчево ќе добијат работа во времетраење од 6 месеци со скратено работно време. Општина Делчево го објави огласот според кој преку програмата Општинско корисна работа 9 лица ќе добиваат по 6.200 денари месечно со вклучен персонален данок на доход и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување. Програмата е финансиски поддржана од Обединетите нации, односно од UNDP програмата во Република Македонија и општина Делчево. Како главна цел на проектот е да се унапреди системот на обезбедување на социјални услуги на локално ниво преку промовирање на партиципативен пристап во дефинирањето на потребите и дизајнирањето на услугите преку активно вклучување на невработените лица кои потешко се вклучуваат во пазарот на трудот. Јавниот оглас е објавен на веб страницата на општина Делчево. Исто така по конкретни, подетелни информации може да се обратат сите заинтересирани целни групи кои што може да аплицираат кај мене, значи Џулиета Мемедова во Центарот за вработување при АВРМ на Република Македонија кај господјата Билјана Прачковска и во јавната институција Меѓуопштински центар за социјални работи кај директорот, имено кај господинот Александар Николовски.
Целни групи кои што ќе можат да се вклучат во оваа програма се невработени лица, млади до 29 години со ниски квалификации, роми, невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија најмалку 1 година и млади невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија најмалку 6 месеци. Исто така ги информирам сите крајни корисници, имено корисниците кои што имаат потреба да ги посетат мобилните тимови за стари изнемоштени лица, да дојдат да се пријават кај мене во општина Делчево секој ден од 8 до 16 часот. Јавниот оглас е објавен на 8 август и ќе трае до 19 август. Со грант од 300.000 денари, Сдруженијето на граѓани Благородна мисија од Кочани работи на проектот Подадена рака. Проектот има за цел да ја подобри работата на Центарот за донации кој работи во состав нова здружение. Освен жителите на Кочани, ќе бидат вклучени жителите од соседните општини. Сдруженијето на граѓани Благородна мисија од Кочани стартуваше со нов проект добиен од владата на Република Македонија под наслов Подадена рака, кој има за цел да ја подобри работата на Центарот за донации кој работи во состав на ова здружение. Значи, сега со дојавувањето на проектот од владата на Република Македонија се овозможија, се даде можност овој донаторски центар да функционира секој работен ден, значи и да им овозможиме на граѓаните од Кочани да донираат работи кои што не им се потребни секој работен ден во периодот од 10 до 13 часот. Значи, просториите се отворени и за донација, меѓутоа и за подигање на работи кои што се потребни на сиромашните слоеви. Средствата од грантот од 300.000 денари се наменети за работење на Центарот за донации, кој е сместен во поранешните простории на Центарот Порака во Кочани. Донаторот кој што донираше ги посетуваше просториите на Благородна мисија, од сега понатаму не мора тоа да го прави, односно со свртувањето на бројот 078 297 905 контактира со лицето кој што е одредено за донации, се земаат производите со превоз од наша страна, така да донаторот нити губи време, нити губи средства, се донира само производите и производите се носат во Благородна мисија. Овде се сортираат според возраст и според времето на носење на самите производи. Исто така сакам да нагласам дека не се сведуваме само на облека и обувки, туку можат нашите граѓани да донираат и некоја опрема за старена доколку не ја користат, а се наоѓа луѓе кои што им е потребна таквата, постелнина, садови за домакинство, исто на тој принцип. Проектот ќе се реализира до крајот на оваа година и во него ќе бидат вклучени 2 волонтери, а покрај жителите од територијата на општина Кочани, исто така ќе бидат вклучени и жителите од соседните општини Зрновци и Чешиново облешево. И пред вестите од светото уште една информација. Македонскиот геймер од Свети Николе Мартин Саздов и неговиот тим синоќа во Сиетел САД го освоија второто место на интернационалниот турнир Дота 2. Наградата за второто место изнесува $3,4 милиони. Мартин Саздов, македонскиот геймер попознат како Сакса, се пласираше во најдобрите 3 на интернационалниот турнир за Дота заедно со својот тим. Овој грандиозен настан се одржува во Сиетел САД, а Саздов и неговата екипа се бореа во големото финале против минатогодишниот победник. Наградниот фонд на годинешниот турнир надминуваше $20 милиони. Победничкиот тим заработи $9,1 милион, а Саздов и неговите колеги ќе бидат наградени со $3,4 милиони. Интернационалниот Дота турнир и понатаму останува еден од најголемите турнири во светот, кој го следат десетици милиони гледачи. Саздов, кој доаѓа од Свети Николе, е првиот македонец кој не само што дебитираше на ваков настан, туку во првиот настап го освои второто место. Непознат маж напад на патници во воз во Швајцарија, при што се повредени 6 лица, соопшти полицијата во Сен Гален. Напаѓачот бил вооружен со нож и истурил запалива течност во вагонот. Жртвите се здобиле со исеченици и изгореници по телата. Меѓу повредените има едно 6-годишно дете.
сите биле веднаш префрлени в болница. Напаѓачот, 27 годишен швајцарски државјанин, исто така настрадал. Возот се движел на источниот дел од земјата во близина на границата со Лихтенштајн. Во периодот од 2002 до 2015 година Исламската држава и организациите кои што им претходеа извеле повеќе од 4900 напади во светот, во кои се убиени повеќе од 33.000 луѓе, покажува истражувањето на еден американски универзитет. Освен 33.000 убиени, оваа организација и изолираните поединци кои се вдахновени од неа раниле и околу 41.000 и учествувале во огранувањето на повеќе од 11.000 луѓе, открива споменатото истражување. Најсмртоносниот напад е изведен во јуни 2014 година во Ирак, кога 1600 регрути на ирачката армија се грабнати во базата кај Тикрит и потоа речиси сите се екзекутирани. Во Мостар, засега непознато момче, 25 години од Зеница, скокнал од стариот мост и повеќе не се појавил од водите на Неретва. Момчето во друштво на две сестри стигнало во посета на Мостар. Додека биле на стариот мост, момчето изразило желба да скокне во Неретва, а сестрите да го снимат неговиот скок. Тие се договориле околу тоа, потоа отишле во блискиот ресторан на ручек. Меѓутоа, во текот на ручекот, наводно момчето станало, рекло дека ќе оди во тоалет, но всушност се вратил на стариот мост и скокнал. Денес на програмата ќе се играат надпреварите од второто коло во првата македонска фудбалска лига. Сите средби се со почеток од 17 часот и 30 минути. Дербито се игра во Скопје, а шампионот Вардар го пречекува тимот на Шкендија. Шкендија поради настапот во Европа лигата бараше одложување на средбата со Вардар, но од таборот на актуелниот шампион не било прифатено барањето на тетовскиот клуб. Правдата на дербито ќе ја дели нашиот интернационален судија Александар Ставрев. Штипска Брегалница пак денеска гостува кај Пелистер, инаку во првото коло штипските сини ремизираа со Ренова 1:1. Двојки денес од 17:30, Вардар Шкендија, Шкупи Работнички, Пелистер Брегалница, Силекс Победа и Ренова Македонија Ѓорче Петров. Најдобриот спринтер Ристе Пандев ги заврши настапите на 100 метри во атлетика со време од 10 секунди и 71 стотинка, што е негово најдобро време годинава. Во квалификацијската група беше последен, а очекувано победи Џастин Гетлин од САД, кој е еден од главните фаворити за златото заедно со Јусеин Болт. Пандев трчаше со големи звезди и фаворити за медали на Олимписките игри. Неговиот резултат е 10 стотинки послабо време од државниот рекорд, но е најдобро негово стварување годинава. Настапот на Ристе Пандев се оценува како успешен, а очекувано победи во оваа квалификацијска група Џастин Гетлин со време од 10 секунди и 1 стотинка, пред Даниел Бейли со 10 секунди и 20 стотинки. Се гледаме повторно во третиот дневник, до тогаш останете со Канал Плюс телевизија. Пријатна вечер.